Благодарам подпредседателе, почитуван подпредседателе, почитувани колеги пратеници, почитувана македонска јавност и медиуми. Денес зборуваме за избор на уставни судии, па ќе започнам со една изјава на министерот Никола Тупанчевски. Извршната власт не би требало да има допирна точка со судската власт кога станува збор за донесување одлуки во судството и обвинителството и во однос на корупцијата, перцепцијата на граѓаните, односно недовербата од 92% во судството, кажува дека околу перцепцијата на јавноста дека правосудниот систем е најкорумпиран, тој кажа дека нештата можело да се средат и подобрат. Па се прашувам дали денес со изборот на уставни судии предлози од власта, ова перцепција ќе се подобри. Мислам дека не. Значи, денес во собранието се дебатира за квалитет на кандидати за уставни судии предложени од власта. Според член 190 Устав на Република Македонија, судиите на Уставниот суд се избираат од редот на истакнати правници. Јас ги консултирав правници кои што ги познавам и прашав што значи тоа истакнат правник. Ми беше одговорено дека тоа е социјалистичка југословенска заоставштина која што кајна се уште се користи за да се објасне кариерата на некој застапник на правото. Ама, ако порано тоа подразбираше импозантна кариера, објавени трудови, професионална препознатливост во стручната и општата јавност, денес во Македонија тоа е сведено на обична флоскула што ништо не значи. Според предлозите на СДСМ за уставни судии, истакнат правник значи некој што зад себе носи багаж на големо помагање на неработењето и некој што многу сторил за целосно уништување на државниот апарат и беззаконие. Вашите кандидати се истакнуваат со лојалност кон вашите лични, а потоа на второ место ви се партиските интереси. Поправете ме ако грешам, ама предходно прашајте си го членството. Два од трите предлози што ги давате да бидат избрани уставни судии се показател за ароганцијата со која што пристапивте во управувањето со државата. Нема сфера во која не манифестирате европска дволичност. На голема уста зборувате за европски принципи, а во секојдневниот живот сведочиме на безочна манипулација која што тотално го уништи целиот државен апарат, па сега нема институција која што нормално функционира, нема институција на која можеме како жители на оваа држава да се потпреме. Го лажевте Хелсиншкиот комитет во 2015 година дека ќе донесете закон за Уставниот суд, 7 години подоцна немате ништо направено од предлогот иницијативата што Хелсиншкија поднесе во 2016 година. А на конференции на кои одат истакнати правници и правнички од Министерството за правда, им давате да читаат за вашите наводни намери, реформите во правосудството, да ги следат принципите на конституционализмот и така наречено уставно судство, кое што повторно ќе ја ограничува власта, па ќе представува и контролор на судството, па ќе придонесува за доследно почитување на уставот. Дали овие луѓе што ги предлагате го представуваат точно ова? Луѓето што ги предлагате да бидат уставни судии, а ќе ги изгласате на некој од наредните седници и ќе си заминете со само чувството на добро завршена работа. Но да ви кажам, вие само повторно ќе демонстрирате моќ, ќе ставите на државата уште еден колец, што било кој да дојде на власт
нема да знае како да го извади. Во 2017 година напишавте стратегија за реформи, каде што доминираше вашата желба да ставите рака врз работата на судскиот совет и пак да имаме нефункционален дел од државата во која граѓаните умираат пред да дочекаат правда или да го разберат своето право, а вие ќе ги корумпирате судиите. На последната седница Македонскиот уставен суд имаше иницијативи поднесени во 2018 година, две од нив ги одложивте. Еве, и да прифатам дека за ова може да се пронајде објаснувањето во немање доволен број на судии, морам да прашам зошто во 2022 година на дневен ред се ставаат иницијативи од 2018. Кога на ред ќе дојдат иницијативите за проверка на уставноста последнава година? За концептот на конституционализам во земјите од Европска Унија се зборуваше во 2007 година, ама нашата тогашна влада не можеше да ги направи ваквите реформи затоа што судовите и Уставниот суд беа пренатрупани со предмети како што се и сега. За обвинителството и за нивниот застој и безгрижност во неработењето ќе зборувам на наредната седница. За кандидатите да зборувам за Фатмир Скендеровски. Нема да коментирам ништо за проблемите со кои се соочуваат македонците муслимани во оваа држава. Овде сме да зборуваме за неговата професионалност. Ако во првиот момент, читајќи неговата биографија, си помислите дека добро што кандидатот доаѓа од апелационен суд, веднаш ќе стигнете до дефект во предлогот. Судија е предложен од политичка партија. Си го предложивте, си го изгласавте, а министерот за правда отиде во Брисел и во Осло и им кажа на странците дека судството е независно и дека политиката не се меша во работите на судот. Вториот проблем, или не го согледувате, или намерно го правите, што овој кандидат доаѓа од апелацијски суд, каде што нема доволен број на судии, исто како и во другите судови во Република Македонија. Па се трупаат предмети и никој не сноси одговорност за неажурното постапување. Академијата за суди и јавни обвинители воопшто не ја реформиравте, само ги злоупотребивте раководителите кога требаше синовите и ќерките на истакнати СДСМовци да ја посетуваат. Затоа, со изборот на овие судии, денес имаме 8% доверба во владата, затоа што комисијата не е завршена, седницата, односно точката на дневен ред, на која треба да се утврди предлогот за избор на суди во Уставниот суд, не е завршена, па сето тоа го гледаат на граѓаните на Република Македонија, а се што произлегува од оваа антимакедонска и антиевропска влада е криминално, противзаконски и противуставно, и така останува и со изборот на уставни судии. Ви благодарам. Има збор Петар Ристевски, повелете.